Благодарам, председателка. Колешке Бисера, да беседи за култура човек кој што дал било каков придонес во културата, во развој на културата и некако ќе разберев. Но вие, како поранешна министерка за култура, кој што со прст не мрднавте 7 години, денес да го напаѓате делот на култура, јас на вистина ви се чудам на храброста. Еден проект не завршивте, а камо ли нешто креативно да смислите. Ке ви наведам само неколку. Скопско кале, македонско село, Плаошник. Знаете која е разликата меѓу зборови и дела, колешке? Една година е ВМРО ДПМН е на власт. Ветивме дека туризмот ќе го интегрираме во културата, веќе имаме Министерство за култура и туризам. Ветивме дека ќе го промениме моделот за субвенционирање на странски туристички промет, веќе законското решение е во собраниска процедура. Тоа е разликата меѓу зборови и дела, колешке. 7 години не мрднавте со прст за да го реконструирате Домот за култура во Охрид, ниту да им обезбедите достоинствени услови за работа на културните работници и денес од говорница говорите за достоинствени услови за работа на културните работници. Денес, кога имаме 455 милиони развојни подпрограми, што е зголемување од 118 милиони денари за изградба, реконструкција и дигитализација на културни институции, како што се театри, музеи, архиви, реконструкција на објекти од културно значење во руралните средини. Колешке, додека некој патуваше за да купува, ние водиме агресивна кампања за промоција на државата и културното наследство. Додека вие со прст не мрднавте за Плаошник, во овој ребаланс на буџет, средствата за Плаошник од 10 милиони се зголемуваат на 46 милиони 260. Не знам што повеќе да ви кажам. Зборови кои останаа само на хартија. За жал, знаете по што ќе бидете запаметени? Ево, можеби и за Македонија, но за Охрид посебно. Освен по набавките и по тоа што ги искаравте угостителите за висината на цените, наместо да го промовирате Охрид и Македонија како најзначајни културни центри на Балканот. Благодарам. Контрареплика Бисера Костадиновска.